Проектот првиот повик на владата, вреден 138 милиони денари, еден од најголемите кој што го доби општина Прилеп. Имаше известни административни пречки околу до комплетирање на документацијата и измени во тек на градба за изведба на овој 75 метри широк мост, капитален објект кој што би значил растоварување на сообраќајот на единствениот регулиран пропуст, односно семафоризирана крстосница помеѓу двата кружни тека, и со ова сметаме дека конечно би се надминале проблемите, односно намалување на густината и гужвата која што се случува овде на оваа семафоризирана раскрсница. Добиваме нов капитален објект кој што би значил и подобрување визуелно на урбаниот дел од градот, но и сериозно функционално подобрување на главната сообраќајна мрежа. Ова е една од главните артерии во која што води до центарот на градот. Значи, според проектот, мостот ги опфаќа улиците кеј 2 мај, кеј 1 мај, пардон, после улицата кеј 9 септември, како и главниот булевар 11 октомври. Решението значи е кружен текст со 2 коловозни ленти, како што напомена градоначалникот, кој ќе го растерети сообраќајот во централното градско подрачје. Проектот се состои од поврзување на веќе постоечкиот мост со 2 нови моста. Исто така ќе има и пешачка патека, како и велосипедска патека. Значи, моментално градежните активности се одвиваат по план, по проект. Се надеваме дека доколку не послужи времето, ќе бидат завршени градежните активности до крајот, односно до средината на наредната година, 2026 година. Сообраќајот ќе се одвива по одобрен времен режим, кој што го има изработено фирмата изведувач, и истиот предвидува делумно да се затвараат улиците по фази. Прва фаза да биде затворена кеј 1 мај, па кеј 9 септември и на поредно пуштање на истите. Нема да имаме проблем да биде затворена комплетно раскрсницата.